Театорот со чии представи порасна многу деца и секако театорот кој што нуди богат избор од куклени и детски театарски представи, па се до оние целокупни целовечерни младенски представи. Како што напомена и те мојата денешна гостинка Катерина Илиевска-Силјановска. Добро утро и добро дојдовте во нашата утренска. Добро утро, добро е најдов. Секогаш со задоволство кај вас по емисија. Месец февруари, крајот на месец февруари, ќе го одбележите со театарската представа Том Сойер. Има ли заинтересирани, има ли уште билети на располагање и зошто, ако има билети, да дојдат и да ја погледнат оваа представа? Па како што споменавте, нашиот репертоар е разнолик, содржи детски, куклени и младенски, тинејџерски или целовечерни, како што ги нарековте, вечерни представи. Така што Том Сойер е една од тие поактуелните, да речам, и ние ги нарекуваме живи, играни представи, што не е куклена. Том Сойер е многу позната тема, воопшто кај сите млади, кај сите генерации. Никогаш не застаруваат тие теми едноставно. Зошто да не? Зошто да ја погледнат, зошто да не ја погледнат? Затоа што сега да не ја раскажуваме само таа представа, затоа што би требало сите представи да се раскажуваат. Таму има многу хумор во неа, релативно е нова, 2019-та беше непосредно пред оној ковид периодот направена, продуцирана, така што со една година пауза или година и пол, бидејќи има многу актери во неа, повторно почна да се игра на репертоарот и се разбира како и сите други, да не бидам нескромна, 95% да речем од представите, така и ова, се продаваат и одат добро кај публиката, затоа што навистина се добри се актерите, добро е поставена представата. Тоа значи дека ќе има што да се погледне и во следниот месец, месец март. Што следува на репертоар во новиот месец? Како да не, овие месеци, почнувајќи од ноември, декември, да речем, или октомври, минатата година, сезоната нели нормално ни започнува во месец септември, така што тоа се сезони 2023-2024, но овие месеци се најударни, ноември, декември, февруари, март, април, тие се најударните месеци. Март е премногу убав месец од неколку аспекти. Најнапред, во март се разбира доаѓа пролетта. 21 март, кога доаѓа пролетта, е исто така светски ден на детскиот театар. Така што тоа е доста важно и доста убаво. И ние на тој ден ќе одиграме представата, ја враќаме повторно последна пауза од неколку години заради X причини, меѓу другото и таа пандемијата. Ја враќаме, значи токму на тој ден, на 21 март, ја враќаме представата Пипи долгиот чорап. Значи ниту е премиера, ниту се правеше само една пауза. Но е една од исто така поубавите представи во оваа куќа театарска. На 20 март е пак светскиот ден на куклен театар, како што рековте, ние нели застапуваме, сме љубители и на куклениот театар, нешто што многу и на други места не се негува во нашата држава или ретко каде се негува, но во Европа, тука на Балканот, било каде надвор од нашите граници, многу се почитува и се негува куклениот детски театар. И куклениот театар има и куклен театар за возрастни, се разбира. И да заклучиме, таа седмица на 27 март, значи од 20 до 27 март се празници на театарот. На 27 март, веќе како што повеќето луѓе знаат, е светски ден воопшто на театарот. Така што и тој ден ќе имаме представа младенска, се разбира, тогаш ќе биде представата Франкенштейн. Репертоарот ни е богат, тука го имаме, може да го само колку да погледнат публиката колку имаме представи. Едноставно единствен детски театар сме на македонски јазик и детско-младенски театар. И децата сакаат да доаѓаат. Наутро има представи организирани од училишта што доаѓаат и од градинки, најчесто од Скопје, меѓутоа и од другите градови доаѓаат и така натаму. На 25 март пак, затоа реков овој месец е многу богат, ни е роден ден на нашиот театар. Славиме 34 години постоење како театар за деца и младенци. И тој ден пак ќе одиме во Велес на гостување, така да роден денот ќе го прославиме со гостување на наша представа на Црвенкапа. Исто така, исклучително позната бајка, нели, во Велес на еден фестивал што го организираат велешани, Петре.
Напоминавте, односно велите децата многу сакаат да доаѓаат и да ги гледаат вашите представи. Од тука ќе ве прашам колку младинците се заинтересирани за вашите представи, општо кој е вашиот впечаток за ова нова сезона, односно новата година 2024? Младинците би сакала да посочам дека треба малку повеќе да се радуваат на театарот и да повеќе да сакаат да доаѓаат, затоа што има што да видат. Да, има многу поинтересни работи за нив отколку седење во театар. Да, тие се годините што сите сме ги поминале, кога знаеме дека поинтересно ни е да се, не знам, со другарите малку да си се дружиме, да си било какви, да си правиме други муабети, други смешки, отколку да гледаме театарска представа, особено во театар за деца и младенци. Може би им звучи, може би името, насловот на нашиот театар, како да кажам, не им буди толку интерес да доаѓаат кај нас. Меѓутоа, толку имаме поучни представи младенски. Токму обработуваат младенско-тинеџерски теми. Теми кои што треба да се следат, затоа што тие теми понатака ќе ги наведат на некакво размислување, на желба да се оди во другите театри, во театрите за што се исклучиво за возрастни, нели, гледачи. Имаме тема, најнова представа имавме минатата сезона во ноември месец, како ќе го делиме мачорот е насловот. Станува збор за семејство каде што родителите се разведуваат и како децата во семејството, вклучувајќи го и миленикот, мачорот, го преживува тој развод. Многу е симпатично, хумористично представена тој начин на одвојување и секој дете, нормално, секој човек индивидуално како го преживува тоа. Имаме представа Франкенштейн, како што ви кажав, која што зборува за особеностите, за она што општеството прави од нас, во нас, воопшто, кој што како прави Франкенштейн од нас, чудовиште од нас, односно. Имаме представа што е посветена на врсничкото насилство, што е силеџија се вика. Имаме представа Едвард Раце ножици од 1 април, од април месец, таа повторно исто така ќе се врати на репертоарот. Представа која што зборува исто така за како е да си различен од другите, нешто да ти недостасува, да речеме. И како те прифаќаат останатите да си различен од другите. Значи, има многу симпатично и поучни теми. Ниедна представа не е исклучително темна, мрачна, непријатна, досадна за гледање. Сите имаат во неа проткаено малку хумор и младешка енергија. Потоа имаме представа една Подрум, која што е за, значи ви ги кажувам младенските представи, која што зборува за театарот, за сцената и за позади театарот, бекстејдж. Тоа што се да не мислам сега како го кажав, не рекламирам ништо, туку сакам да кажам се зборува за што се случува позади сцената на театарот. Како глумците и останатите што работат во театар се однесуваат позади сцената. Видите младенски представи, едукативни, всушност има едукативна поука на некој начин. Која е идеална возраст за посета на овие младенски представи? Со денешните генерации, зависно од детето, ние ги третираме 14 години плюс, но може и од 12 или 13 години натаму. Слободно. На крајот сакам да напоменеме нешто за фестивалот кој што го најавивте, може би е малку рано да се зборува, со оглед на тоа дека го најавивте, односно ќе се одржува од 1 до 5 октомври. Токму така, значи трет пат поред, трета година поред, ќе бидеме домаќини на интернационалниот детски фестивал, кој го нарековме Игор Маџиров, по нашиот драг колега. И тој ќе се одржи, како што кажавте, сега оваа година од 1 до 5 октомври. Апликацијата веќе е процесуирана, ставена е на нашиот вебсайт, на нашата веб страница на театарот, како и на социјалните мрежи, така што очекуваме сега луѓе, нели, да се пријават и со оглед на тоа дека имаме недоволно средства за тој фестивал да го реализираме, ќе се потрудиме, може би да набавиме од други извори, да додадеме, за да ни дојдат добри детски и куклени продукции од тука од Балканот и широм Европа. Што подалеку, тоа подобро. Мислам, што повеќе се јават, тоа подобро за нас. Имавме исклучително убави 2 изданија предходни, така што се надевам и верувам дека и ова издание ќе биде убаво. Да се надеваме дека ќе биде и да се надеваме дека повторните при почетокот на тој фестивал ќе дојдеме на лице место и ќе поразговараме повторно за истиот фестивал, односно за самиот концепт. Ви благодарам многу за одвоеното време во утро и ета што имавме можност, односно гледачите има можност да слушнат нешто за овие едукативни убави представи.
Ви благодарам и вам, уште еднаш апелирам до младите да посакаат да дојдат тука, да сгрешат и да дојдат доброволно, а не само да речеме на сила. Ние ја организираме понекогаш и од средни училишта, нели, да дојдат да гледаат представа. Средите се слободни средношколски среди, значи бесплатно е за средношколци во среда кај нас во театарот. Така што нека повела дојдат, тоа е за таа таргет група, средните училишта и високите основни 8-9, да речеме. Отприлика. Благодарам уште еднаш. Како вели мојата гостинка, да дојдат, да сгрешат и да дојдат, секако ќе имаат што да научат со оглед на тоа дека има безброј поуки од овие представи кои што може да се погледнат токму во театарот за деца и младенци и секако да не забораваме уште еднаш да побрзате доколку сте заинтересирани за денешната представа Том Суер, бидејќи има се уште билети на располагање, но се во помал број.